Здруженијето Правда за сите денеска повторно одржа мирен протест пред зградата на Управата за јавни приходи во Куманово. Протестот се организира поради, како што велат од Здруженијето, неправедните решенија за данок за 2020 година со кои се засегнати голем број семејства. Членовите на Правда за сите бараат јасен и официјален одговор од Управата за јавни приходи, правично постапување и почитување на законите, запирање на двојното оданочување, правична и законска пресуда од Управниот суд и поддршка од власта. Ова здружение е создадено од потреба, од неправда и од желба конечно да се слушне гласот на граѓаните. Веќе 3 месеци се бориме за правда, а се уште немаме никаков јасен одговор од институциите. 3 месеци стоиме во место. Наместо решение гледаме само молк. Одложување и купување на време. Со надеж дека граѓаните ќе се откажат, ќе платат данок од неправедно донесени решенија. Но ние јасно денес порачуваме, нема да се откажеме. Овие луѓе овде не се криминалци. Овие луѓе се работници кои со години честно работеле надвор од државата, далеку од своите семејства, и со својот труд придонеселе за своите семејства, за овој град и за оваа држава. Денес тие исти луѓе се ставени во позиција да се бранат од институциите на сопствената држава. Во овие 3 месеци видовме многу работи. Видовме и како локалната власт не е со својот народ. Ги видовме сите, оние кои навистина сакаат да помогнат, а и оние кои велат дека сакаат да помогнат, а во пракса ни го вртат грбот и ни даваат само препораки. Граѓаните гледаат и памтат. Денес јавно бараме одговор од институцијата зад мене, од институција која на секој од нас му испратила решение за данок. Решенија кои си неправедни, решенија за кои самите знаеме дека се правно спорни и неправедни. Затоа се поставува едно многу важно прашање. Зошто ова институција ги прескочи сопствените закони и процедури и изготви вакви решенија? Зошто никој од нас не се запраша, зошто се носат вакви одлуки кои директно удираат по народот. Народ со кој години предонесувал за овој град и за оваа држава. Затоа што денес прашувам јавно, дали во оваа држава постои контрола? Дали има институција кои ги проверуваат постапките на другите институции? Дали некој ќе одговара за пропустите што се направени? Или сите институции се поврзани меѓу себе и се штитат едни со други, додека граѓаните остануваат сами да се борат за правда. Веќе слушнавме информации кои не се официјални и не се потврдени дека поднесените тужби од страна на овие граѓани се одбиени. Но дури и тоа ако се случи, ние нема да застанеме. Постојат и други правни патишта и меѓународни судови. И сме подготвени да ја продолжиме оваа борба до крај. Не постои, но постои еден суд кој е поголем од сите судови. Судот на граѓаните. Народот памти. Народот знае кој стоел покрај него, а кој му свртел грб. Народот ќе знае да донесе одлука кога ќе дојде вистинскиот момент. Бараме правично судство, бараме институциите да ги почитуваат законите. Бараме државата и власта да застане за своите граѓани. Оваа борба не е само наша. Оваа борба за правда и достоинство е за секој граѓанин. И затоа уште еднаш порачуваме.
нема да се откажеме, ќе продолжиме заедно обединети со Сдруженијето Правда за сите да се бориме додека не излезе правдата на виделина.